Ај алатките се алатки кои што ја користат вештачката интелигенција. Тие може да се искористат од страна на студентите или учениците со цел да му поможат при изработката на една семинарска, дипломска, проектна задача или некој друг тип на проект кој што тие треба да го направат. Тие може да му се најдат за генерирање на текст, генерирање на фотографија, креирање на PowerPoint презентација, креирање на веб страна и така натаму. Убавото од овие алатки е тоа што бодот на овие алатки е 24/7 активен и може да му одговори на кое било прашање, од која било тема, од која било област на студентот или ученикот кој што го прави својот проект за на факултет или пак за на училиште. Но од друга страна може да имаме проблем. А што е тоа? Тоа е што можеби некои алатки не се доволно развиени, па кога ќе се постави некое прашање за некоја одредена тема, да генерира еден ист текст цело време. И со тоа, учениците кога ќе ги предадат своите проекти кај наставниците или професорите, да се случи сите да имаат ист текст. И тоа ќе како сите тие да препишувале од еден ученик и одело од еден кон друг кон трет и испаднало сето исто. Затоа, кога се генерират овие алатки, добро би било да се запази што пишува во текстот. Оти сепак може да, што се вика, да налупа некој зелени што немат врска со темата која што вие ја барате. И да се направи модификација на истиот со дополнување на литератури кои што можат да се најдат во најразлични облици, било од пишувани книги или од еден куп линкови кои што може да се најдат на интернет. Но од друга страна може да имаме друг проблем при што цело време да речеме некоја алатка генерира на англиски јазик, а има некои што не разбираат англиски јазик, пак имаат потешкоти, например, во преведувањето на самиот текст. Значи, не само во преведувањето, туку и во пишувањето на прашањата и идеите кои што сака студентот, ученикот, за да му генерира текст самата алатка. Или пак идејата за самата страна, идејата за PowerPoint презентацијата, идејата за не знам друго шо. Добро, може да се најдете на некој начин со Google Translate. Мада треба внимавање, или пак ако генерирате некој текст со некој прашање, генерирајте повеќе пати, во повеќе алатки, да видите дали ќе ви даде различни резултати, споредбајте, севајте од едниот генериран текст од едната алатка, од другата алатка, од третата алатка, правете модификации со ваши зборови, земете литератури и на тој начин ќе имате добар семинарски труд, проект, задача или пак домашна работа. Но исто така, прекомерното користење на овие технологии или апликации, како и да е, може да
ја намалат способноста на учениците и студентите за размислување и анализирање на некои теми, како и намалување на вештините за решавање на одредени проблеми со некоја тематика. Тоа е некое моје мислење кој што го имам околу алатките за интелигентна, односно за алатките со вештачка интелигенција.